Планинското трчање како дисциплина станува се поактуелно во Македонија. Овој спорт, кој стана популарен во средината на 90-тите години, е признат од Меѓународната атлетска федерација како атлетска дисциплина. Периодов се почесто се организираат трки во планинско трчање кои привлекуваат атлетичари како од Македонија, така и од целиот регион. Атлетскиот ориентационен клуб Златоврв од Прилеп е еден од оние кои што доследно го промовираат овој спорт и секоја година одново и одново покажуваат дека Македонија е идеална земја за развој на активниот туризам и спортувањето во природа. За активностите на Атлетскиот ориентационен клуб Златоврв од Прилеп, утринава разговараме со Мирич Крипеска од Ориентационот клуб Златоврв. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Никола, благодарам на поканата. Од кога датираат почетоците на планинското трчање во Ориентациониот клуб Златоврв и зошто си поставивте за цел токму промоција на една ваква спортска дисциплина? Планинското трчање ние го имаме како основа на ориентацијата од секогаш, но немаше некој спортски карактер. Првата планинска трка во Македонија се одржа во 2012 година, Крали Марко, во Прилеп, и тоа беше во организација на Скопското здружение Макпетрол или сега Трекс. Во ориентацијата претежно во нашиот спорт ние се движиме низ шума, карпести предели, ливади, немаме некои патеки. Планинското трчање има една помека форма, каде што се движиме по патеки или по единечни шумски патеки, и поради тоа сакаме да го промовираме, бидејќи еден составен дел на нашите активности исто така. Долги години сте поврзани како со атлетиката, така со ориентацијата. Колку во Македонија постои интерес конкретно за практикување на планинското трчање? Што вели искуството? Искуството кажува дека планинското трчање има голем подем, посебно во последниве 4-5 години би рекла. Станува помодарство, исто како што и трчањето на уличните трки. Луѓето стануваат свесни за убавината и важноста на спортувањето и јас многу се радувам поради тоа. И посебно можеби короната си го придонесе на своето, каде што не можевме да излегуваме по кафичи или да се забавуваме со пријателите, па сите најдовме некое прибежиште во природата и некако еднаш кога ќе почнеш, не можеш да се одвлечеш од тоа чувство и од таа потреба да бидеш во природа. Како дрога некоја, така, али здрава. Се вративме кон природата, секако нели во позитивна смисла. Во позитивна. Има ли во Македонија воопшто погодни услови за развој на активниот туризам и спортувањето во природа? Колку имаме релиеф кој што е погоден токму за планинско трчање, бидејќи како што споминавте, расте интересот за она улично трчање, односно трчање во градски средини, но од друга страна планинското трчање е една сосема поинаква приказна. Дефинитивно Македонија е рај за планинските тркачи. Едноставно убавините на природата и релјефот располагаат со најпозитивните карактеристики кои што може ние како организатори и како планински тркачи воено да ги посакаме. Терените се различни во секој регион, што ни нуди да има надпреварувачите да имаат можност да имаат едно уникатно искуство на секој различен терен. Како некој кој што има особено искуство во ориентација и спортување во природа, кои се оние дестинации кои што се идеални во Македонија токму за практикување на планинското трчање? Што е она што вие би го препорачале? Тука најверојатно би била многу долга. Затоа што доаѓам од Прилеп, најпрво ќе почнам со карпестиот предел на Марковите кули, патеката до Трескавец, исто така е Селечка планина. Мене сепак омилен ми е Пелистер, затоа што има некоја магија кога ќе појдеш таму. Која патека ви е најголемиот предизвик до сега? Тука, најверојатно, еднаш бевме со клубските пријатели на Пелистер, али патеката се вика Роки Трейл. И тоа е малку едно искуство кое што е поавантуристичко и не толку безбедно, затоа што цело време патеката е камена и има доста качување и треба доста да се внимава. И сега, кога веќе ги споменавте патеките, на кој начин се категоризираат планинските патеки?
Според Интернационалната асоциација за планинско трчање има категоризација на патеките. Кратки патеки, маратон, ултра патеки. Тоа е една диференцијација која што е светски позната, но сепак кај нас најголема организација на планинските трки имаме на патеките на 18-20 километри, потоа 40 километри, 60 и на 2-3 настани се организираат 100 километри, но се разбира, таму има многу помал број на учесници. Споменав и во самата најава, атлетскиот ориентационен клуб Златоврв од Прилеп години наназад со низа активности работи токму на промоција на атлетиката генерално, но еве конкретно и на планинското трчање. Кои се оние активности кои што можеме да ги истакнеме во последниве години со кои што активно го промовирате токму трчањето, односно планинското трчање меѓу другото? Во клубот веќе моментално имаме околу 40-50 редовни членови. Најмалиот ни има 5 години, а најстариот член што го наполни 70 години. Во атлетиката сме присутни на уличните атлетски трки, значи од 5 километри па нагоре, полумаратон, маратон, на планинските трки колку што можеме, затоа што веќе се организираат голем број на планински трки, се разбира ориентацијата и организирањето на редовни тренинзи со нашите членови. Имаме 5 пати редовни тренинзи со членовите, отворени денови каде што останатите граѓани можат да видат со што се занимаваме, што правиме, кои се нашите цели и организација на спортски настани во ориентација и моментално прва трка во планинско трчање која што ја организиравме во Крушево. Токму со тоа ќе продолжиме во насока на промоција токму на планинското трчање. Неодамна, односно во месец мај, атлетскиот ориентационен клуб Златоврв го организираше и Крушево Trail Challenge, односно предизвик во трчање во Крушево. Првото издание, еден меѓународен спортски настан отворено, кој што се одржа, споменавме, во Крушево во нашата држава. Ни испративте и соодветни фотографии од истиот настан. Ќе ги замолам колегите од режија доколку се подготвени да ги погледнеме и фотографиите во текот на разговорот, а во меѓувреме може да прокоментираме која е целта на самиот настан и од кога всушност се одржува истиот. Крушево Trail Challenge се одржа за прв пат оваа година. Планот беше да се одржи минатата година, но поради несреќни околности со пожарите го откажавме, потоа со ковид вакцините за сите учесници кои што беа задолжителни, решивме дека сакаме да имаме поголема масовност на настанот и започнавме со организација прв пат оваа година од 27 до 29 мај. Целта ја има промоцијата на спортот, на планинското трчање, разбудување на свеста кај граѓаните за спортувањето и убавините на спортовите на отворено. Тука имавме и коорганизација со Сдруженијето Кампинг Македонија, каде што сакавме да направиме еден необичен концепт, нов концепт да кажам, каде што сите планински тркачи ќе бидат сместени во кампинг село, кое што беше изградено монтажно таму и ќе имаме една приказна на едно место се да се случува, сакавме. Така. Колку учесници годинава беа дел од првото издание на овој настан и како сте вие задоволни од одзивот на граѓаните, од организацијата впрочем на самиот настан? Оваа година имавме регистрирани 150 учесници од возрастните и исто така доделувавме бесплатни стартни бројчиња на 100 деца, кое што беше поддржано од Фондацијата Спироски за да ги научиме малите атлети на еден нов начин на живот да им стане тоа. Задоволни сме од бројката за првото издание, затоа што голем број на луѓе не знаеа што да очекуваат, па се надеваме дека до година ќе имаме повеќе атлетичари и спортисти од Македонија, но исто така нашата цел е да го промовираме настанот и во странство, бидејќи досега сме имали искуство со ориентацијата да собираме учесници од голем број на држави и се надеваме дека ќе ја продолжиме таа приказна на едно малку друго поле овој пат.
Ајде малку околу самата агенда на настанот. Годинава настанот понуди повеќе трки меѓу кои што 3 во 1 маратонот, тука беше ноќната трка, но и детската трка. Како протече организацијата во тој дел од настанот? Значи, 3 во 1 маратонот е предизвик каде што секој надпреварувач треба да истрча 3 трки во 2 дена со вкупна должина на маратон дистанца или 42 километри. Тоа е напорно малку, да се каже. Првата трка беше 13 километри, ноќната трка имаше интересен концепт на урбана планинска трка, каде што надпреварувачите трчаа и низ стариот град на Крушево и следниот ден имавме полумаратон. И детската трка беше како шлак на тортата, да кажеме. Организацијата одеше супер, значи. Нашиот тим располага со голем број на волонтери. Во организација бевме околу 30 души. Имавме мали препреки со времето. Добро. Затоа Не ви што одеше во прилог? не ни одеше во прилог, имаше грмежи, врнежи, концептот со кампот малку претрпе, да, али мислам дека не направи многу посилни на организационо ниво. Колку го поминавме ова, сигурна сум дека понатаму би било само подобро. И на такви услови. Да. Традиционално, поточно еве годинава, бидејќи беше прво издание, за која од трките имаше најголем интерес? Оваа година најголем интерес имаше за првата трка, односно за 13 километри трката, Алто Трейл, која што дефинитивно располагаше со различен релјеф, различни пејзажи и во цело време додека трчаш имаш чувство дека си на некоја различна трка. Може би и ние така ја испромовиравме за интересот да биде најголем на таа трка, а и дистанцата може да ја совладаат поголем број на луѓе, затоа што не е премногу долга. Така, оно што ме интересира е зошто изборот падна токму на Крушево? Колку Крушево е идеална дестинација и погоден терен токму за планинско трчање? Како прилепчанка, се разбира, секогаш би требало да организираме на нашиот терен, но како што кажав, првата трка во трейл трчање се одржа во 2012-та, која што беше во организација на Скопско дружение. Баравме терен кој што би бил супер пристапен за да организираме нешто вакво, и во Крушево сме многу често, секоја втора недела. Природата и убавините на Крушево ни всадија некои идеи кои што ги реализиравме по подолг временски период, но сепак мислиме дека Крушево има и голем потенцијал за активниот туризам и за активности за сите, буквално. Доколку некој од семејството доаѓа, мажот трча, жената може да вози велосипед или да планинари. Сите да бидат подеднакво Да, сите да бидат среќни. И тоа беше нашата цел. Некаде конкретно на денешниот разговор би сакал да го офатиме следниот аспект на планинското трчање, имено какви подготовки се потребни пред една трка во планинско трчање, како изгледа еден тренинг за планинско трчање и зошто е важно согласно изборот на трката да се проверат сите технички аспекти на патеката која што се трча, како изгледа целиот тој процес и дали е потребно да се биде професионален тркач за да може да се практикува овој спорт. Може ли едноставно кажано секој да се занимава со него? Што е она што е клучно? Најпрво морам да потенцирам дека планинското трчање кај нас претежно се рекреативни настаните. Значи, се вика дека е планинско трчање, но сепак може да се пријават и учесници кои што само би ја пешачеле патеката, како планинарење или потрчнување, пешачење. Значи, не мора да се биде професионален спортист. И голем број од надпреварувачите не се професионални спортисти, 90% од надпреварувачите. Нив им е битно да бидат во природа, да се забавуваат, да спознаат нови места, затоа што реално мал број од нас би пошле некаде сами. Доколку сме само двајца, тројца, имаме проблем кај нас со кучињата, патеките не се маркирани. Во овој случај патеките се подготвени, маркирани и секој може да искуси една таква авантура. Самата организација на настанот е на соодветно ниво.
Мери, благодарам за денешното гостување во Македонија наутро и за промоцијата токму на оваа спортска дисциплина, планинското трчање, во кое што, како што велат, има за секого по нешто, секој може да се пронајде. Она што едногласно го секако воочивме дека услови и природа погодна за планинско трчање има во Македонија. Дефинитивно. Останува само да ние да ја знаеме како да ја искористиме и секако, а тоа најдобро го прават сите оние кои што се љубители на планинското трчање, како професионални, така и рекреативни. Треба само да се вратиме кон природата. Благодарам уште еднаш. Дефинитивно, благодарам. Само сакам да напоменам дека следното издание на Крушево Трейл Челендж ќе биде наредната година, втората недела од мај, доколку има заинтересирани, можат да не следат и да видат во текстот на станите.